По скоро 4 децении од изградбата, споменикот на слободата во Кочани повторно доживеа јавен настан на кој се представува неговото културно-историско значење и архитектонско-уметничка грандиозност. Повод за тоа беше промоцијата на книгата Споменик на слободата разговорник од Елена Чемерска, ќерка на ликовниот уметник Глигор Чемерски, според чија замисла е изработен мозаикот. Таа, во изминатиот едногодишен период, со подршка од општината, работеше на создавање книжевно дело во кое е представена врвна уметничка креација на јавниот простор, местото кое е замислено за собирање на луѓето, како и за негово заживување и одржување нови културни настани. Во текот на овие минати година и пол дена, откако почна проектот за ревитализација на споменикот на слободата, во различни фази и на различни начини многу допринесоа за охрабрување да почувствувам и јас дека сум дел од вашиот град и дека ова оживување на споменикот е практично еден заеднички проект кој што го правиме заедно и дека имам на некој начин продолжено семејство во таа цел. Оваа книга на некој начин функционира самата како мозаик или како некоја комплексна структура како што и е овој споменик, кој што низ перспективите на секој од говорниците кои што учествуваат во разговорите, ја открива приказата на овој споменик или ја преплетува така да се види една целосна слика за него и тоа не само да спекна тоа што тој значи како уметничко или архитектонско дело или да отцрта само неговото достигашен живот, туку и можностите кои овој простор нам не ги нуди, како и она што и кој може да ги инспирира во нас, како и она што ние можеме да му го понудиме на просторот за да го облагородиме и за меѓу себе да се култивираме и да направиме нешто убаво. Книгата Споменик на слободата разговорник содржи беседи од Илија Пенушлиски, Даница Павловска, Коста Балабанов, Небојша Вилик, Анета Христова Поповска и други автори, а извадоци од нивните ставови беа презентирани на самата промоција. Од име на општината, градоначалникот Илиев упати благодарност до семејството Чемерски за поддршката околу напорите за ревитализација на споменикот. Првен, голема благодарност за ова прекрасно дело што ни го оставија во наследство, кое што зборува за едно минато време и што е наше културно наследство и кое навистина е на едно прекрасно место кое заслужува многу повеќе од ова што е денес. Овие 2 години колку што сум јас на чело на општина Кочани, не себично не поддржуваат во нашите настојувања да најдеме начин да навистина ова прекрасно дело еднаш го реконструираме и го доведеме во состојба за која и што е наменето и навистина да служи на граѓаните на општина Кочани. Во рамки на промоцијата со музички илустрации настапи оркестарот при Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Издавањето на книгата Споменик на слободата разговорник финансиски е поддржано од општина Кочани преку програмата за култура.